Денес се одбележува светскиот ден на астмата. Под мотото време е да ја ставиме астмата под контрола. Во светски рамки боледуваат околу 300 милиони жители, а до 2025 година се очекува околу 100 милиони жители да заболат од астма, бидејќи оваа болест е во голем подем. Од регистарот од 2006 година во Македонија процентот на заболени од астма се движи од 6 до 7% од вкупното население. Меѓутоа, немаме конкретни резултати и немаме централен регистар за водење на болни од астма во Македонија. Меѓутоа, секако овој број и овој процент е многу поголем. Најголемите причинители за настанување на астмата се повеќе надворешни, иритирачки и провокативни фактори. Има многу причини за зголемениот број болни, а една од главните е аерозагадувањето, како и бројните алергии кои ги има насекаде. Астмата е едно хронично инфламаторно заболување, кој што може да настане како резултат на надворешни фактори, значи алергија, алергени, и како резултат на внатрешни фактори, односно имаме екстризинг и интризинг астма. Значи причинител може да биде и во самиот организам и како надворешен алерген. Најчесто индустриализацијата, големото ниво на алергени во природата, пестицидите, загадувањето, превенција од астмата нема. Најбитно е пациентите што почувствуваат симптоми на кијавица, свирење во градите, веднаш да се јават во климатичните лекари, од каде што ќе бидат упатени во Центарот за астма и ФОП, кој што е центар единствен во Источна Македонија и се наоѓа во нашиот град. Оваа болест заедно со другите алергиски болести представува епидемија на 21 век, велат пулмолозите.